Ова вклучување, трето на лице место, е по повод лансирањето на најголемата електронска книжарница во склоп на литература.мк. Затоа сите љубители на пишаниот збор, кои што се моментално на фреквенција на Телма телевизија, дефинитивно треба да останат и да го проследат разговорот кој што всушност денеска ќе го водам со мојата денешна гостинка Ана Несторовска. Добро утро и добро дојдовте во нашата емисија. Благодарам, добро дојдовте вие во нашата книжарница. Што може ново да откриеме за оваа нова приказна? Кога ќе се лансира оваа нова електронска книжарница? И па токму денеска ја лансираме новата наша книжарница. Тоа е повеќе од книжарница, можам да кажам, затоа што на неа покрај книги имаме и подароци, уникатни дизајнирани производи за домот, за училиште, за канцеларија, материјали и така натаму. Значи сето она што им е потребно на луѓето и она кое што можат веќе да го најдат во нашите книжарници ќе се најде на сајтот, односно веќе се наоѓа, може да си кликнат гледачите и да си ги нарачат. Значи треба да се регистрираат, да се нарачаат и ќе стигне нивната нарачка. Денеска символично се собираме во првата книжарница на литература.мк, првата физичка книжарница која што беше отворена пред 7 години и која што всушност беше пренесување на она што претходно беше интернет приказна, значи од интернет тогаш се пренесе приказната во книжарница, а сега од истата книжарница повторно се враќаме на интернет со една многу поголема и повозбудлива приказна. Верувам дека и на овој начин дефинитивно ќе им биде полесно на сите оние кои што сакаат да читаат книги, односно да се здобиат со самите нивни омилени книги. Може да напоменеме за продажната акција која што ја имавте, чинам насловот беше Летото по книгите се памети? Што нуди оваа акција? Така, се уште е активна таа продажна акција до 14 јули. Станува збор за акција со 100 избрани дела кои што може да си ги купите за на плажа и кои што се на попуст до 40%. Мислевме во оваа акција и на децата, ги ставивме лектирите и читанките со 20% попуст за да може да си ги читаат децата на плажа или за време на распустот. Исто така поврзано со сајтот, со првите регистрации се добива 20% попуст за секоја нарачка, така да ги частиме нашите читатели да си ја нарачаат книгата со која што ќе го поменат ова лето. Еве дефинитивно кога напоменавте плажа, лето, често пати знаат многу луѓе на плажа да читаат книги, па и за време на самото патување во нивното возило. Може ли да ни препорачате некои книги кои што дефинитивно би били интересни за овој период? Секако и во раце држам две возбудливи книги кои што излегуваат токму ова лето и се со самата корица повикува еден летен амбиент. Значи едно лето во Италија од Ребека Серл и списокот за читање. Исто така тука имаме доста нови наслови како биографии, например новата биографија на Андреј Шевченко, ако некој сака таков тип на книги, ако сака некој трилер, имаме Златната двојка, значи голем избор на книги, голем дел од нив се тие од минатата година, од претходните години објавените се на попуст, а новите секако ќе бидат на со пристапна цена, достапни до читателите. Насловот на оваа книга го привлече моето внимание. Може ли накратко да ни објасните за што се работи, ако имате прочитано се разбира? Секако, значи станува за приказна за една жена која што ја губи својата мајка, меѓутоа решава да го оствари она посакувано патување што сакале да го направат мајката и ќерката и заминува во Италија. И таму се сретнува со една чудна ситуација, ја сретнува својата мајка на 30 години. Значи мешање малку на време, простор, таа ја запознава одново својата мајка во период кога пред да се роди таа, наоѓа и нова љубов, така да за љубителите на мистерии, на љубовни романи, навистина го препорачувам ова дело. Дефинитивно, можеби јас ќе прочитам ова лето. Кои се оние останати новитети кога станува збор за литература.мк и за крај може да напоменеме исто зошто е важно и помалите генерации, односно дечињата да читаат, односно со какви се вештини се здобиваат при самото читање редовно? Значи ние постојано вложуваме во преку различни кампањи и промотивни настани, вложуваме во новите генерации, односно во поттикнување на читачките навики, бидејќи дете што чита еден ден ќе биде и возрастен што размислува. Се поврзуваме и со кампањите на издавачките куќи, како на пример на Арс Ламена, читањето е супер мок, каде што се поттикнува децата од цела Македонија преку училиштата и преку општините да се поткренат тие читачки вредности. Благодарам многу за разговор. Благодарам на вас.
Се надевам дека со внимание го проследевте овој разговор, сите љубители на пишаниот збор и овие книги кои што ги напоминавме, освен што се интересни, дефинитивно би ви послужиле за време на летниот одмор, читајќи на плажа, дефинитивно можете да го искористите и вашето слободно време читајќи ги.